Добри дојде на подкаст Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Темата на ова подкаст епизода е повторното слушање на истата епизода. Зошто е тоа важно за некој кој сака да усоврши некој јазик? Да, ова е подкаст за подобрување на твојот македонски јазик, но ова правило важи секако за усовршување на било кој јазик кој го усовршуваш во моментот. Јас ова го имам повторено дури 5 пати. Значи, 5 различни јазика зборувам и за секој јазик ова правило го имам повторено. И мене секогаш ми имало дадено резултати. Затоа толку сакам и да потенцирам зошто е ова важно и доколку ти сакаш подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Доколку си стигнала до оваа епизода, сакам да ти честитам, бидејќи тоа значи дека навистина си посветена и одлучна во твоето учење на македонскиот јазик и усовршување на зборувањето на јазикот. Бидејќи овој подкаст е креиран со таа цел да им помогне на сите оние кои сакат да научат подобро да го зборуваат македонскиот јазик и истите го знаат на одредено ниво, но сакаат да го усовршат. Односно, сакаат да бидат слободни во комуникацијата и да имаат повеќе самодоверба. Овој подкаст го направив со цел да им помогнам на сите кои го учат македонскиот јазик, а немаат доволно извори за учење. Затоа што и мене кога ќе ме прашат луѓето каде сега јас да го учам и да го усовршувам македонскиот јазик, јас долго време немав одговор на тоа прашање и затоа одлучив ово да го креирам, бидејќи на овој начин можам да допрам до луѓе кои моментално во ова состојба не се наоѓаат во Македонија и немаат можност да зборуваат и да ги слушаат изворните говорници. Например, може би се во Шведска, Норвешка, Англија, Франција, Словенија, Германија, Србија. Сите тие луѓе кои сакаат да го усовршат својот македонски јазик, ова е една можност за нив. Темите кои ги обработувам во подкастот се јазични, односно тие помагаат да ги поминеш некои потешкоти и предизвици кои ги имаш при усовршувањето на македонскиот јазик. Затоа е формиран и овој подкаст, да можеш епизодите се во вид на подкаст, а не на видео, бидејќи истите можеш да ги пуштиш на Spotify или било која друга подкаст платформа и слободно е да ги слушаш додека си во автобус, патуваш, шеташ или си со твоето милениче поред езеро, река или парк, или ја средуваш куќата, станот. Во сите тие моменти кога имаш, како науката ова го има кажано, празно време. Не мора да биде празно, може да се користи за усовршување на јазикот. Колку е важно да се слуша јазикот, тоа веќе го имам зборувано во епизодата број 2. Ако прв пат го слушаш овој подкаст, тогаш вради се на таа епизода и послушај што имам во тој момент говорено. А доколку ги имаш и слушано сите епизоди, тоа е за големо честитање, бидејќи ова е епизодата број 36. Значи, сите 35 предходни епизоди се достапни за слушање на подкаст платформите. Секако можеш да се вратиш истите да ги преслушаш на линкот кој се наоѓа во описот на профилот. И доколку сакаш подобри резултати при усовршувањето на твојот македонски јазик, мој совет е уште еднаш да го слушнеш целиот подкаст. Може би се прашуваш зошто е тоа така. Кажав во претходниот дел од епизодата, но и уште повеќе ќе зборувам зошто е тоа така. Многу ми ме прашуваат зошто советуваш повторно слушање на епизодите, зарем тоа не е губење на време. Мојот одговор на ова прашање е, доколку мислиш дека е губење време, тогаш
слушањето на содржини на јазик кој сакаш да го усовршиш, можам да кажем и дека всушност не ти е целта, бидејќи губење на време при усовршување на јазик, луѓето кои сакаат да усовршат јазик не сметаат дека губат време повторно истиот да го слушаат. Туку ќе кажам што мене ми има како мене ми има помогнато повторното слушање на истата епизода. Бидејќи ова техника ми има дадено резултати во минатото, затоа го потенцирам толку и во мојот подкаст. Бидејќи секој слушање на содржини на јазикот кој сакам да го зборувам и го усовршувам ми има помогнато, без разлика на тоа дали се работи за епизода која веќе имам слушнато или ја слушам за прв пат. Бидејќи вториот пат кога ја слушам таа иста епизода, обрнувам внимание на работи на кои не сум обрнувала внимание со слушањето на подкастот првиот пат. Бидејќи првиот пат се слушаат само оние работи кои ни се познати, а вториот пат се слушаат конструкциите на речениците, се слушаат финесите, се слушаат деталите во зборовите, заменките, акцентот, правилното користење во реченицата, брзината на изговорените зборови. Сето тоа може да се слушне вториот пат, можеби и третиот пат. Со повторното слушање на епизодите се активираат некои други кели во мозокот, бидејќи и тогаш можеш да го доживееш оној аха момент. Значи, тука сум требала да го кажам овој збор, тука сум требала да ја кажам оваа заменка или на овој начин да го акцентирам зборот. Истото тоа го мислам и за книгите, бидејќи некои книги во животот ги имам прочитано неколку пати. И со секој читање на книгите ми се имаат отворено нови погледи на нештата и светот. И исто така и подкастите кои ги слушам, кои се вкупно 3, некои епизоди ги имам слушнато повторно. Бидејќи со секое слушање нешто поинаку имам научено. Епизодите исто така ме помагаат да се потсетам на некои работи кои сум ги заборавила или во моментот да се потсетам, да ги согледам поинаку работите кои ми се случуваат во животот. За јазикот, конкретно, мислам дека најмногу подкасти имам слушано токму поради подобро усовршување на сите странски јазици кои ги зборувам. Кога ќе се сетам само колку зборови имам обновено на овој начин. Лично во моментот кога сакам да обновам некој јазик, само ќе пуштам подкаст на тој јазик, бидејќи за сите јазици кои слушам, за сите јазици кои ги зборувам, имам одреден подкаст кој го слушам и само на Spotify ќе си влезам и ќе го пуштам плей. И готово. За следните 30 минути веќе мозокот ми размислува на тој јазик. И затоа зборувам колку е многу важно да се слуша јазикот кој сакаш да го усовршиш. Многу е важно таа активност. Колку повеќе содржини слушаш, толку повеќе и мозокот ќе се навикне на јазикот и толку повеќе ќе ти помогне истиот да го унапредиш и подобро да го зборуваш. Она што сакам да ти кажам е до следното слушање да уживаш во слушањето на содржините на мојот подкаст, а доколку си ги слушала сите епизоди, можеш повторно да ги слушаш истите. Во следниот период ќе бидат објавени уште неколку епизоди во она што е актуелно, моментално во моето, да кажам, помагање на зборувачите на македонскиот јазик е тоа што е отворен програмот Зборувај македонски. И на истиот можеш да се пријавиш доколку кликнеш на линкот кој се наоѓа во описот на оваа епизода или ми се јавиш на мејл mariamalenovits22@gmail.com и тука понатаму веќе ќе се договориме за следното среќавање и како ќе функционира нашата соработка во врска со твоето подобро зборување на македонскиот јазик.